Почитувани колеги, ова е четвртиот состанок на координативното тело за носење на нова програма за урбана опрема на општина Битола. Овде се изготвувачите на планот, кои на претходниот состанок детално ни образложија програмата. Дадовме период на забелешки, кои сугестии, забелешки и предлози кои беа доставени до нив. Сите забелешки кои пристигна се доставени до изготвувачите. По некои постапија, по некои можеме да отвориме овде дискусија, меѓутоа денес ќе завршиме ова расправа затоа што веќе роковите притискаат за да оди на одобрување програмата. Мислам дека првен до Министерство за култура, така и до МВР треба да оди. И до МВР треба да оди и потоа оди на усвојување од страна на Советот на општина Битола. И сакам да потсетам уште еднаш дека со донесување на оваа програма сите претходни програми и одлуки кои се поврзани со поставување на урбана опрема во градот Битола ќе бидат отповикани и на важност ќе биде само оваа нова програма. Сега ќе им дадам збор на изготвувачите на програмата да образложат кои се сугестии, односно забелешки стигнале до нив, кои се спроведливи и кои можат да бидат имплементирани, да отвориме дискусија по истите, кои можат да бидат имплементирани во програмата и да отвориме сугестии по истите. Збор му давам на Дејан Томски. Фала. Значи, од сите доставени предлози, како што видна претходниот состанок, јас ви кажав дека се што е подкрепено согласно законска регулатива ќе биде вметнато во програмата. Се што не е вметнато, што не е поддржано со законска регулатива, не може да биде вметнато, заради тоа што ова програма, пак ќе кажам, не е лично мислење мое, не е на никој друг лично мислење, туку се работи за склоп на законски регулативи кои што се имплементираат во една програма за урбана опрема. Беа пристигнати најголем дел конструктивни предлози кои што беа претежно за одредени локации за точките, како и на состанокот, така и онлайн беа пристигнати такви предлози. Меѓутоа беа пристигнати предлози за кои што за изготвување на законска регулатива. Ние не сме во можност да изготвиме законска регулатива, имаше исто така и за отповикување на законска регулатива, ние исто така не сме во можност да отповикаме законска регулатива. Тоа е единствена можност, ја има Советот во нашиот град. Са во однос на сите тие имаше и одредени предлози на кои што беа дефинирани димензии. Имаме потреба од дефинирање на димензии, или како што се наведените точки горе. Во тие нас ќе ни биде потребно ова координативно тело да го каже своето мислење, да каже кои димензии се прифаќаат за на крај тие да се вметнат во еден записник и ние да може да се повикаме со тој записник и да ги поставиме тие димензии. Јас би предложил на кратко да ги прочитаме сите тие, точка по точка, 8 точки, се мислам дека ќе може брзо да ги совладаме и да го заклучиме со еден записник овој состанок. Предложено беше зголемување на минималната патека на кеот на старата Битолска чаршија. Во овој момент истата минимална патека е од 2,5 метри. Предлозите беа таа да се зголеми на 2,75 или 3 метри, па јас би повикал секој да го каже своето мислење, па да усвоиме една димензија од овие за која ќе може да се повикаме и да ја вметнеме во програмата. Од средишната линија, да. Да, средишна линија лево десно е? Да. Сега, дали што задоволува димензија за противпожарно возило? Најбитно е тоа. Да. Ако кажат тие 2,5, може и 2,5, ако 2,75 е 2,7, значи тоа зависи од слободно движење на противпожарно возило. Да. Амбулантно може и во тоа, ама не знам за противпожарно. Правим урбанистички проекти,
со внатрешни пристапни мислам сервисни улици што се внатре во урбанистичките проекти, не одиме по 2,5 2,75 за да може да има 2,75 согласно урбанистичка документација Да. е една лента од Стамбена улица, по која што е 5,5. И затоа одиме на 2,75. Значи можеме да ја усвоиме 2,75. Јас стварно не знам другата регулатива. Ако е може, 3 може е многу. Се не знам. 3 е да, многу ти минималната лента е 2,75 од и Стамбена улица е, таа е кога може минимална. во Стамбена улица, Една ќе може лента. овде. Една лента. Ама Ако во има случајот имаме две ленти, ние две по 2,75. Не. Во Стамбена улица да имаме два под Не, ама и на широк сокак имаме од двете Не, страни. ова е за старата покрај Битолска кеот. чаршија. Покрај кеот. Кеот. Или да се провери во службата за противпожарната е подопштина, нека кажат која димензија е задоволителна за нив. Меѓутоа, доколку третираме дека тоа, ако е 2,75 минималната површина, дали тоа ще треба да ревидираме и површината, слободната површина во старата Битолска чаршија? Мислам дека не. Пак затоа може Таа е треба пешачка, тие патека да треба да се се провери прашат се. заради тоа што ако старата чаршија е покриена со хидранска мрежа, тогаш нема потреба, може да остане 2,5. Меѓутоа ако не е покриена со хидранска мрежа, тогаш тие треба да кажат кои пристапи нив им се потребни. Оти сепак градежниот фонд знаеме каков е и што значи ако настани пожар таму. Да. Значи мислам дека противпожарната единица е подопштина и мислам дека не е проблем да се изврши консултација со нив. Да. Сепак тие се најмеродавни за ова да го кажат. Ние стварно јас не знам како е хидранската мрежа. Ова покрај кеот мислам дека беше поќе и забелешка и за нив заради некоја проточност, заради застанување валјда. Сепак со нив. Најдобро е. Прошлата програма, односно одлука за тргување хигиенични стандарди, ја се сработувач и беше понудено одобрение на пожарното возило по 1,5 метри лево и десно од средишната линија. Токму ради габаритноста на камионите кои што не дај Боже треба да влегуваат во Битолската чаршија. И затоа беше тој критериум во одлуката запазен, од средишната линија 1,5 метри мора да има слободна пешачка патека лево и десно. Значи 30. Значи 3 метра по 1,5 метри беше заради тоа што има таму и не се сите само со тезги, има и све што се продава. Зборуваме за старата Битолска чаршија. Да. Меѓутоа, тоа што вели можеме да прашаме и официјален податок да добиеме од пожарната. Оти сега имаат некои нови возила кои што се малце пошироки во габарит. Па зато. Исто и за пристапите кон широк сокак да се види кои сме и да се затвори со некоја опрема за да не можат да пристапат, а кои треба да се слободни. Не, ама точка по точка рековне, ова сега е за стара Битолска чаршија, после за Добра. другите ќе заеме збор. Важи. Значи може да заклучиме дека за првата точка ќе како Потребен е официјален податок Од од пожарната. ПП службата на општина Битола. Тоа може Васка да влезе во запис. Инспекторот на дирекцијата за спасување. Да. Да. Ше вида возила наменски треба предел. Наслани на едни возила, помали лица, помали возила, не може група возила да влезе единица од 3 метри простор. Во секој случај нас ни треба официјален податок од службата за да можеме да се повикаме на него. Последната точка. Втората точка е за пристап до влезовите во објектите. Колкав треба да биде минималниот пристап? Ние во предлог во програмата го вметнавме дека треба за секој влез од пешачката патека да има минимум по 1,20 метри. Слободен простор, меѓутоа беше предложено да истиот да биде како минималната пешачка патека од 1,65 метри. Имаше уште еден предлог да биде ширината на отворот плюс 60 сантими од страна. Би било добро да се усвои еден од овие, за да може ние да се повикаме на истите. Ова представуваат овој предлог е за влезовите конкретно како на широк сокак, каде што се закупува просторот за поставување на маси,
маси и столици, меѓутоа доколку има влез за горниот кат кој што е со друга функција или со истата функција, не знам како ќе го дефинираме тоа, ќе биде потребен минимален влез заради безбедност. Сад, за истото, секој како што има мислење, ќе повели. Пред стамбените згради немаме површина за поставување на урбана опрема. Да. Молам сите кога ќе зборувате микрофоните да внимавате затоа што Можда е најдобро по 6 или која димензија лево и десно од отворот, пошто не е само за влез на луѓе и за дотурна опрема на стока и а сите отвори може да се со различни димензии, така да мое мислење. Сите и се со различни, друго некој мислење. Ако 1,65 е законски дозволената патека за движење, пешачка, 1,65 да, таа е некоја димензија за движење на луѓе на лица со инвалидитет и со отежнато движење лица со инвалидитет. Таа е некоја 1,65. минимална патека, може да се каже. Да, меѓутоа ова што го вели Жането е ние имаме различни големини на влезови, двокрилни, трокрилни може да имаме. Мене ова звучи многу разумно, ширината на вратата плюс 60 сантими. Меѓутоа, знаете кај нас се што е даено флексибилно може да се злоупотребува. Може е најпаметно да се задржиме на 165 како фиксна бројка. Па може да има злоупотреби во делот, например, кој дел е фиксен, а кој со повеќе крила и сега некој ќе речи, не знам, дека не е двокрилна, ова е фиксна, ова е еднокрилна за да добие повеќе површина. 1,65 е поголемо од 1,20 м, позгодно е. 1,65 м е Да го усвоиме. Осовински на вратата. Да, може осовински, да. Значи може да заклучиме дека за втората точка се усвојува 1,65 м осовински. Третиот предлог беше за унифицирање на тендите на улица Широк Сокак. Еден од предлозите беше да има фиксен дел, односно настрешница од 1,5 м, а остатокот да биде ролотенда кој во добри временски услови целосно ќе биде собран со што ќе се овозможат соодветни визури врз објектите. Често се предлага унифицирање на тендите на Широк Сокак, па се надевам дека ќе можеме да скокнеме во оваа програма, да направиме барем еден почетен исчекор во тоа како да се унифицираат тендите на Широк Сокак. Ова е предлогот. Ако има некоја друга сугестија, јас би сакал да ја слушнам и да се надеваме дека денес ќе може да изгласаме една таква. Дејан, а дали не е попаметно да не бидат тие фиксирани за објектите? Тендитоти ги оштетуваат објектите. То носивост има, тежина има од ветер, од едно. Според мене е подобро да се потпрат на плочникот без да се фаќат за плочникот на некој начин отколку да се фиксираат за објектите. Не може така, тие ќе представуваат бариера во тој случај. Тој би представувале трајна бариера во однос на која ќе се потпри со столбови, така? Мислам, ние на цела урбана опрема, согласно одлуките што се досега донесени, е целосно забранување фиксирање на опремата со исклучок на комуналната опрема врз јавната површина. Нас не е целосно забрането. Тој предлог, еден од предлозите исто така. Меѓутоа, ако ние ги дозволиме така, мислам дека ќе пречекориме таа точка кај што нас не е забрането да ние прицврстуваме на подлогата. Ама не прицврстуваме, го подпираме тоа. Монтажно, демонтажно, само не да се прицврстуваме. вметнам, еден дел му е фиксен, значи другото може да се собери. Во ред, ама фиксниот го фаќаме ние за објектот. Ама како на фасада само тука, не со додатни подпирачи, значи тој се фаќа директно зад него на фасада. На фасада, ама на фасада се буши во фасадата, Еве се Зоран ќе кажи. Ние фасадите ги... Марио или Зоран, кој побара збор? Зоран. Во врска со Широк Сокак, веројатно се повикувате според законот за стари градски јадра. Така?
Значи, тоа е основната причина За урбанистички што сака да се заштити широк сокак. Али дали е само широк сокак староградско јадро во Битола или е староградско се знае од Генемале до Црнмост горе. Зошто широк сокак експлицитно се третира како посебна единка секогаш во оваа комисија? То не можам да си го објаснам јас никогаш во мојот живот. Значи, ако се применуваат законските нормативи спрема широк сокак, треба да спремат цело староградско јадро. Ако е така, тоа е зафат кој стварно ќе не боли главата и нас, и општината, и државата, и сите. Значи, малце се осеќаме како луѓето ние таму што функционираме, како дискриминирани. Разбирате? Ако зареме само широк сокак, лицето на овој град. Па баш затоа што е лицето не може да ставаме доградби на куќите на широк сокак. Ама јас викам дека не е само широк сокак. Ако се применува ова, да се примени спрема цело староградско јадро. Точно. Нити климатизери да има, нити пластична дограма, нити лим да има, нити реклама да има. Значи, тоа што се пише во законот да се примени. Да, Вака поправо селективно, сте. ако не пристапувате, Исто и- стварно не се согласувам со вас, стварно и мислам дека ова не е во ред. Тие не се дозволени ни во старата битолска чаршија поставување. Ама знам дека не се, Не оти се не ги нигде. дискутираме. Зошто е и нагоре нека музичко, нека сак цело ова староградско јадро. Така е, да, и не се Па дај дозволени ни лимо и таму. ламарини, шо нема, значи. Тоа е работа за инспекцијата. Ако Како? има нешто кое што не е законско, Вие треба да се сте должни отстрани. овде нештото да поставите, бе, луѓе. Да, ние го поставуваме. Па кајде И констатирајте, треба не може натаму само тоа една улица истото која е животот на да се градот. почини. Не, да- мислам дека нема објекти на друго место гостителски, затоа е како широк сокак концентриран. Ма се Иначе дека за тоа нема цело терен, па за зар цело има- староградско јадро важи. Важи. Изгледот најпоќе страда од Нема реклами, таму- казина, пластика. Значи јас кога го правев објектот 8 пати дојде од музеј да биде дрвен излого во нова зграда. Значи сега ништо не е така. Казината се од пластика, пластични излози, лимој горе до град Бела. Ќе одиме, ќе видите. Овде е пинал, па надолу подкровја се праени со некои материјали што никако не одговарат. Вие се фативте само за терасите. Ако се решават терасите, решавајте го и другото, луѓе. Значи да не сме дискриминирани. Ако добро слушавте, значи ние имаме тука 19 точки кои што беа презентирани. Значи вашата точка која што ве тангира е само една од нив. Така да ние го третираме целиот град, а не само. Вака да ви широк. кажам, јас сум граѓанин на овој град. Како и вие, а има многу дајано поќе од вас овде. Разбирате, 10 пати. Значи животот го имам дајано и фамилија и се, и инвестиции, и пари и се. И сакам да живеам овде и поубаво да од вас сите сакам да изгледа поубаво. А нема да ме сатанизирате сега овде дека јас сакам нешто надвор од закон да правам. А ако правиме нешто, да правиме цел град да се направи. Не може на улица само да биде предмет на разговор овде. Ова е смешно. Јас не разбрав дека ова е само за ова улица. Ова е начин на поставување на тенди како елемент на урбана опрема. Ама и, Ани, Говори само за широк сокак. значи ако законот за стари градски јадра го примет, значи ви е битен. Значи се треба, значи не треба и пластични дограми, лимој не треба, значи подкровја, па средете го Целта градот. на ова работно тело е новата програма за урбана опрема. Сите тие работи и мене ми сметат. Меѓутоа, ова работно тело нема ингеренци за тоа. Ова работно тело е стриктно за поставување на урбана опрема. Еве, сега затоа ќе ни дај понатака постапувањето со останатите. Дограма, дали има реклама или не знам, сите забелешки не се тема. Никогаш не се тема тие работи, освен терасите. Значи уназад, јас се поживеам во овој град. Те разбирам јас, ама во моментот зборуваме за програмата за урбана опрема. Со законот, значи, ова што рече Мариос, за сите важи. Практично поставувањето на урбаната опрема во рамките на старото градско јадро ќе биде исто за сега. Ние пробуваме да ги решаваме сите проблеми. Збораме за инфраструктура, поставување на овие што се видливите кабли, дека сите треба, значи одржуваме состаноци и со мобилните оператори и Евана и пробваме сето тоа да се регулира на ист начин и сето тоа важи во рамките на старото градско јадро. Значи сегде е исто за сите, и за булеварот на објектите исто и тие не смеат таму.
дека има селективно постапување, точно е, има селективно постапување, и досега беше дури со постојањето на ова сето што беше, тоа беше и селективно одобрување или постапување. Значи се сега што ќе се спроведе, целата урбана опрема што ќе дефинираме, планската програма ќе дојде и кај нас, така, на стручна контрола прво кај нас, ќе се произнесиме за тоа, комисиски се произнесуваме, не можам да зборувам во моje име, јас имам можеби едно мислење, комисијата ќе состави друго и како установа ќе се произнесиме. Инаку точно е дека важи за сите. Важи за сите. Тоа е. Треба да важи за сите. Да. Ако Значи и на булеварот некој ако планира да постави тоа што е вон рамките на ова што ќе се усвои, истите законски одредби. Јас зборам, извинете само кратко. Ако сакаме да изгледа некако градот убаво, значи треба сите фасадите да се средат. Значи на старите куќи. Како ние ништо со не е урбаната средено. опрема ќе Се распаѓа, се е крпено. Не е тема. Борете сетото и сетото го разбирам, ама овај состанок е за новата програма за урбана опрема. Си извинувам, Корлевски? Имаме едно прашање или каква е ситуацијата во однос на оваа програма. Значи се јавија многу луѓе баш во оваа сфера кои што работат со, еве да речеме на широк сокак, инспекцијата делувала на отстранување на чадорите. Имат платено за столици за маси. Тангира нешто оваа програма или Да, нема да бидат дозволени чадорите, но не е уште изгласана така да... бидејќи со закон, мислам ни кажуваат, јас сега не го знам тој дел, ова што граѓаните го пуштуваат до советниците, има закон кај што не смеат фрижидери таква работа, по широк сокак го има тоа нешто, меѓутоа излегла инспекцијата на терен и сега платиле луѓето за маси за столици, како урбана опрема, меѓутоа не му дозволуваат чадори. А збораме за јули месец, август, нормално кога е топло времето, кога тогаш им требаат, не им требаат во останатиот период, да речеме, од годината. И сега околу тие чадорите ќе најдеме некој решение или... Од прва рака ќе го замолам Зоран ако сака да каже најзапознати или Сашо Кој да, значи не со работата на терен со чадорите. Борче, вака. Без разлика, на улица Широк сокак не е предвидено со стариот план и програма, гледам и во новиот истото е, на Широк сокак не се предвидени поставување на чадори. Ролотенди со отклопен механизам во стариот, а какви ролотенди ќе видат, дали електрични, дали не знам какви сега со новиот, ќе видиме, сега ќе помини, ќе изгласаме. За пазарот горе, за во старата чаршија, функционираат чадорите, а на Широк сокак не. Од кои причини? Причини што пола чадор, ако е неговиот закупен простор толку, чадорот надвор излегва од тој простор, не можеш да го штелуваш чадорот. Таа е причината што... Чисто информацијата кога закупуваат простор за маса и столици, најверојатно од тој простор смеат и да... Чадори на Широк сокак не. Смеат да постават ролотенди, чадори. Ролотенда не се поставува на самата фасада. Ролотенда со откловен механизам со собирање, таа што со краци што бе, оние во старата програма е тоа. Дозволени на Широк сокак само тие. Не, чисто да знаат граѓаните, јас се занимавам со таа работа, поставуваат прашања. Лаик сум за таа работа, меѓутоа затоа го поставувам за да знаат точно да не... На сите во кафичите, да кажеме, на некој чош му фали кај што му треба чадор. Така, сонцето... Па знаете логиката кога го закупам овој простор, било, значи, еве сега да речеме овој простор, и тој простор е со урбана опрема, столици, маси или чадор, тоа е нормално да функционира зборам. Борче може да објаснам. По-лошо е да имам тенда во фасада отколку чадор. Значи ќе почнеме пак. Едниот пенсии, другиот тубор, четвртиот не знам кој, петиот не знам што, ќе види. Во ред, како е законски, само да прецизираме, тоа е цело. Никој друг бараше збор? Кратко само. Програмата за урбана опрема на секој 6 месеци вие како советници носите измени и дополнување на програмата. Еднаш се усвојува зимската програма, каде што досега беше дозволено за градување, а напролет се усвојува другиот дел измени и дополнување на програмата за урбана опрема, каде што беше летното и беа дозволени маси, столици и жардинери. Во самата програма
Советот што ја гласа, пиши дека на широк сокак е строго забрането поставување на чадори, разглавни витрини и фрижидери. Советот ја гласа програмата за урбана опрема. Инспекцијата врз основа на одлуките донесени од Советот соодветно постапува. И затоа сега се отстранети сите фрижидери од широк сокак и отстранети се сите чадори. Тенденцијата за да направиме нова програма за урбана опрема беше една која ќе важи и за зимски и за летен период, затоа што на секое отворање на програмата 6 месеци секогаш имавме некои дополнувања кои беа последица на лични интереси на одредени луѓе. Кога еднаш ќе се унифицира, на сите ќе им биде јасно дека тие се одредбите во програмата. Не може, ние стигнавме до 18-та измена и дополнување на програмата. Мислам дека не е нормално една програма која била стабилно поставена 18 пати да се измени. И како се отворала секогаш измената, секогаш се додавали работи согласно лични интереси и барања. Ако ние имаме став дека на широк сокак ќе поставуваме ролотенди со 1,5 метар фиксен дел, секој следен угостител, овде се представници од угостителите, утре други ден некој може нема да го има таму дуќанот, некој дуќан погоре ќе биде земен и треба да си ги знаи условите. Оти ние, ако за секој правиме измени и дополнувања според лични желби и интереси, тогаш ич да не носиме програмата. Кој како што сака ќе поднесува барање и ќе му даваме услови како да ја поставува. Затоа целта е да биде унифицирана и зимска и летна и да не дозволуваме измени и дополнувања во толкав краток период, толкав голем број на измени и дополнувања. Сега да конкретизираме, се извинувам што се метно. Значи ролотендите ова што збораме ќе важат и зимски и летен период, така? Да. Значи да бидеме јасни, бидејќи ние правиме измени како Совет на вистина, меѓутоа сме лаици во сферата. Значи тоа што е и постојано и ги реметиме и угостителите, значи не знаат што да направат лето, што да направат зима, оти вложуваат. И реалноста е таа, меѓутоа сега што правиме околу таа работа, значи тенди. Нема заградбање, така? Нема. Ќе има само да бидеме јасни конкретни, тоа ми е. Да, ќе биде иста и лето и зима, нема да има зимски услови. А како ќе функционираме на зима ние? Има некакво леснување за нас со цел да функционираме, затоа што нас ни се потребни затворени зимски тераси за да функционираме едноставно во кафетериите. Има некакво, зема некој предвид нашите инвестиции, нашите потреби и се тоа. Нормално дека целиот тој период кај што треба да се усогласат работите на новата со старата програма треба да бидат договорени од страна на Советот, општината и нормално сите засегнати страни. Ние за реализација на целосна реализација на оваа програма предвидуваме дека се доволно 5 години. А како општината ќе се представи за тоа за реализирање на истиот, доколку нормално истата се прифати, не можеме да го контролираме. Во ситуацијата на ова точка што беше сега беше дали ние имаме потреба, бидејќи беа даени предлози да се унифицираат тендите, кои се поставуваат на територијата на општина Битола, или нема потреба да се унифицираат. Ако се согласиме сите дека нема потреба или дека има потреба, може да се поставите. А доколку нема потреба, иначе можеме да отвориме темата ние да разговараме за сите тие работи. Како јас ви кажав и прошлиот пат. Во овој момент во општина Битола важи одлуката за поставување на урбана опрема зимска и летна. Истото тоа за градување ви кажав како е согласно одлуката. 1,80 метри паравани од сите страни со тенди на 3,20. Натаму, тоа дали ќе се повика или не, имаме неколку закони кои што во овој момент ни се контрадикторни во однос на постоечката зимска одлука. Меѓутоа, Дејан, сакам друго да нагласам. Мора да имате предвид дека ние ги имавме тие ролотенди. Сите ги имавме. Ги отстранивме поради небезбедни, затоа што беа прикачени на ѕидовите, а ѕидовите се знаете главно од тули и од ровки се материјалите, лесно се откачваат и се небезбедни за
за муштериите. Затоа и пробавме да направиме поинаков момент, поинакви тенди, со цел и повод изгледа и да биде побезбедно. Еднаш имавме ролотенди, ги сменавме во други тенди и са пак треба да ги менуваме. Мислам, дали сепак зеловте во предвид цела таа ситуација дека... Зато сме тука денес да разговараме, меѓутоа доколку... Меѓутоа сте категорични дека нема, заградвање нема, тоа е... Со настрашниците и ролотендите, разликата што е? Целта во предлозите беше дека фасадите се моментално реновирани, дека тие треба да се гледаат на широк сокак. Конкретно го кажам, то широк сокак може да ги гледам, искрено, ако име на Јорг Осман, ако гледаме фасадата, пардон, не гледате, ти може надгледа да би падне. Тоа е жалосната вистина. Ма и тој Марио сакаше да го нагласи, Да, значи, дали сега не тангира, само ние што функционираме на широк сила, јас си сум пријавувал за истото, бидејќи стварно имаме проблем со неколку такви објекти, меѓутоа резултатот е никаков. Никој ништо не менува. Ситуацијата што е со тендите, доколку не знам, стигнуваат тие предлози, пардонски кажам. Доколку ние сакаме да се гледат фасадите, тоа ќе може само со отклопен механизам. Доколку дува ветер, нормално дека не можеме ни чадор ни тенда ние да оставиме на истото нешто. Ќе мора да се тргнете. Во однос на фиксирањето на тендите на објектите, сигурен сум дека има одредени начини статички како тие се поврзуваат истите. И сигурен сум дека имате повеќе искуство пак од мене во однос на роло тенда или на за се има начин. Сега меѓутоа што е разликата помеѓу роло тенда и пергол? Моментално, например, на широк сокак не може да се видат фасадите, еве не знам, ако го видите, еве кафичот Централ, и тој си има една фиксна огромна стреја, така, и ништо не се гледа под неј, значи таа никогаш не се тргна. А доколку има роло тенда, ќе се гледа? Па да, тоа е поентата. Истата е собрана во однос кога временските услови се добри. Тоа беше и во старата програма го препишваме и друга. Во животот, во општеството. Не. Повеќе, не те слушам, извини. Значи, тоа е најбитното во цело општество. Види Нити вака, економијата, нити туризмот, нити луѓето. Ама не сме за туризам, ние немаме ингеренција. Јас мислам дека Дејан кажа дека има период од 5 години кај што треба да се средат сите работи постепено, а иначе треба да се унифицират. И треба да се дај некои предлози како да се унифицират. Ако имате некои предлози подобни, слики ми донесат од Шанс-Елизе. Сите кафичи се различни. Одете во Париз, во Рим, во Амс. Кај сакате одете? Јас имам тука едно... Постаре битово од Париз, велиме, што правите му? Треба да пазиме на димензиите. Всушност и тоа е нашата работа тука. Еве, например, не мора да го земаме Париз, може да земеме Корча, например, така? Например, во Корча ги има тие, нели, такви поставени перголи, како да ги наречам, но таму, например, тоа шеталиште е со дупло поголеми димензии од широк сокак. Ние ако го викаме широк, значи тој не е толку голем. Така, во Солун исто има такви, но е многу по огромна е улицата. Во Софија, таа е можда 5 пати поширока, таа пешачката в центар. Значи, тие се со други димензии, затоа има простор за повеќе различни содржини. Ама покрај кеј во Овде нема Солун, кај да колку има, поминиш. колкав е оставен простор за проток на луѓе покрај кејот на Солун, кај што се сите кафетери и ресторани. Покрај кејот е проблематично и тие тоа треба да го решат. Меѓутоа, Тоа не е добар пример. Не е добар пример, меѓутоа во интерес на економијата, веројатно и на туризмот, тие оставиле таму простор колку да се разминат луѓе, а функционира нешто. Таму тие се само ролотенти. Можеме да гледаме многу примери. Така е. И обратно. Да, Париз го земаме на Монмартр, нигде нема тенда. Шанс-Елизе, земете го и централниот цел Да, Париз. Шанс-Елизе, на Шанс-Елизе димензите на тротоарот се колку 2 широк сокак. Добро, сите улици во Париз, брани, ќе ви ги сликам, имам 1500 слики овде. Да, не е проблем. Паркирните Земаме места се дајани. Киркнештрассе Виена, Самиот можеме Париз да проект земеме, земаме. можеме да земеме Белград, Књаз Михајлова. Значи, да ги разгледаме сите примери. Не точно значи, ни не е одговара и поентата. точно не ни одговара. Не е Ама нас поентата, не е ние... проблем ширината. Ние не разговараме сега да се стесни или да се разшири. Разговараме дали да има или да нема нищо. Дали сакаме да се Значи, унифицираме или не. Ани и ние сакаме да изгледа подобро, вервајте, и ние сакаме да изгледа. Меѓутоа, сакаме... Тоа е вашиот предлог. Зборуваме за тендите конкретно, не зборуваме ни дали се фасадите убави,
ни дали има пластична дограма, ни дали музеот ги спроведува сите одредби од законот. Зборуваме конкретно за настрешниците и тендите. Дали имаат фиксен дел и онај дел, таа пергола која се собира, таа ги има краците. Значи, има опција и пергола да не е прикачена на фасадата, а да се комплетно да се отвори, да се затвори, пак да бидат да се гледат фасадите. Значи, ние доставивме Како да да се постави долу, а да се фати само на објектот исто како што ролотендата ќе биде фатена, колку затврстина. А ролотендата како ќе Дури фати? и делот што е долу напред може да се повлеква со Значи некаков се повлеква механизам цела во тераса определен момент. и се застаклено ќе биде. Јас сум против, не збораме за... Јас сум против да се обесва нешто на фасадите. Значи Пошто тие кои ќе се продолжи што ролотендата, па еден ветер да мани, то се ќе оди во... буквално може да биде како кутија која што се собира кон фасадата. И ќе остане фиксен дел и многу мал дел. Дека се дозволи да се попри само на широк. Значи се собира кон фасадата и се собира кон фасадата. И реално Не разбират, плочките не се знам, многу помалку доставивме од предлози. објектите на- Законски не сме ништо да се фиксира освен комунална момент. опрема. А ролот Ако гледаме законски не смеат да се фиксират ни купите кои значи и ролотендата не ќе смееме да ја фиксираме. А ни давате опција за ролотенда. Како ќе ја фиксираме ролотендата? За на фасада може да фиксирате... Ама на фасада ќе ја фиксираме само ден. Во овој момент, доколку сакате да поставите ролотенда на фасада, може да се достава барање до Завод и музеј Битола и да ви каже дали можете или не, и доколку ја обновувате фасадата, ја пребојадисувате, може да ви каже дали тие бои се во ред или не се во ред. Ако не сум грешка, мислам дека така е, Зоран, дека може да се постават истите тие. Зависно, пак ќе кажам, од случај до случај, меѓутоа, Случај, да. во основа е дека да се избегне оштетување на фасадите на објектите. Значи, тука треба да се најде некаква корелација со јавниот простор. Предлогот е на Марко да се види ако е прецрстување до самиот објект. Не мора да се прицврсти, то може да се И попри на ролотендата четири, се фиксира. Со тоа што предните би се враќале во механизам како... Со оглед дека има- Буквално се- ќе се собе. Со оглед дека има законски ограничувања за оштетување на објектите. Практично поставувањето на ролотендата ќе се детерминира како оштетување на фасадата на То објектот. се Значи, ќе пука тоа ќе се прицврстува, се тие се тешки тенди, големи тенди се. Ако има фиксен дел, па уште се продолжи, тоа е тешко. Носимост има. Досегашните се со многу поголем фиксен дел и тоа додава на тежината. Ние предлагаме толку буквално Не, да не, биде добро, фиксниот ама дел. сегашните и да не се дозволи, не сегашните се подпрат на фасада, јас сум. Да биде се подпрено долу, не мора да се буши во тоа. Да се подпри со некакви со оглед на тоа дека по програмата портал оди имаше како пока. со тежински, така Јас- како Ани, некаде имаше. си- Дека Зоран мора тоа комисиски да го одлучи. Буре имаше, Ова буре програма имаше ги ставено кажа со тежина само тендата, не Ние беше можеме ништо овде фиксирана да прицврстена. дискутираме колку сакаме. падна. Ако Не, не, и новата е така, добро. Ќе се направи. Основно, значи тоа што кажувам, основно во режимот е за заштита на фасадите да не бидат оштетувања. Значи да не се предизвикуваат оштетување на фасадите. А тоа во Сега. превод значи технички Технички, значи до фасада нешто поставено, кое што ќе може да биде сигурносно и обезбедено до таа должина што се предлага. Метар и пол што велим. до фасада значи столб до фасада. Столб. Сега начинот на начинот на прицврстување треба се внимава долу на плочникот. Да не дојде и до негово оштетување. Значи, Не може. Молам. Во овој момент не можеме ние да прицврстиме никако на... Не можеме да прицврстиме Најстрога на фасада, забрана не има можеме исто и да за прицврстиме објектите. на подот. Значи не треба да се оштети ни подот. Тоа кажувам. Потенцирано е за на фасадите, на објектите не смета. Точно за објектите потенцирано. Објектите, а не плочникот е тоа што го, мислам, главниот императив што се на ама и заштита. ролотендата е прицврстена на фасадата, значи. Значи таа јас нека мислам се дека не постави. можеме да договориме унифицирано поставување на тенди, бидејќи имаме очигледно законски контрадикторности. Не смеме да ги поставиме ни на фасада, ни на плочки, така да мислам дека во интерес на времето нема да ја вметнеме
ова регулација, да речем, во програмата и во некоја идна програма која ќе се усогласи одредено решение. Се надам дека ова координативно тело ќе продолжи да работи и натаму. Се извинувам вака, бидејќи секој пат ќе биде каваетот на советот, нити да бидеме контрадикторно спрема фелата кој што си ја работа, нити преку угостителите. Кое ќе биде решението кое што утре ќе излези во глас дека сме донесли нека урбана опрема, мислам, решение кои што треба во иднина да бидат, како ќе продолжат да работат, мислам, и угостителите и да делуваат Во оваа инспекторите. ситуација ние не можеме, ете како што ни кажа Зоран, не можеме да прицврстиме тенда на фасада, а од друга страна и во одликата не смееме да прицврстиме ништо на плочките. Тоа значи ние имаме целосно нелегално поставена структура. Ама Дејан, то пробавме и да ви го кажеме во однос на цело градско строго заштитено градско јадро. Во случајов овие тенди, перголи се цели од алуминиум. Значи само треба како се прави како правоаголни коцка која што цела ќе се собира. Ако доколку е проблемот да се гледа се и ќе биде 80 до метро најмногу од фасадата и ќе стои лето и зиме и нема и нас да ни представува никаков проблем, нити на граѓаните, нити нас. Меѓутоа таа мора пак да биде прицврстена. На 4 ногарки. Ани, во секој локал ти си таа што ги поставуваш перголите, така ги проектирате вие, мислам, и многу мислам дека од архитектите се разбираме како тоа. Буквално ќе оди натаму и ќе се враќа Согласно површината. на лајс, на Париз да види како. ова не лајс на речија. Значи алуминиумски има шина. Буквално алуминиумска шина оди и се враќа. Тајаш Ако мене ме прашате индивидуално, јас како сакам да личи широк сокак, не зборувам овде ни за стручна фела, ни за советни политички. Јас 4 ногарки биоклиматик тенда би унифицирала, ама тоа е голема обврска за вас како угостители, да можете да го исплатите. Ани, сватете не, то пробваме тука да окажеме, ние сакаме голема обврска, меѓутоа да функционираме. Значи се разбираме, нас ни треба да функционираме, луѓе. Како што ќе ни кажете, така ќе направиме. И вервајте дека ние сакаме многу поќе од вас да изгледат поубаво нашите објекти. Најлошото за нас е кога ќе отвориш битолски портал и гледаш дека ти си виновникот што широк сокак не е широк и изгледа неубаво. Верувајте, не ни е убаво. Видите, не ќе да навлегвам во некои работи, пошто јас излегвам на широк сокак, знам кои се одредбите на претходната одлука, и точно знам секоја вечер кој колку излезе над линијата и знам дека поќе неќат ни да му поминам луѓето на широк сокак и ме неќат, иако не сум инспектор. Ама ти да имаш граница црна плочка која не треба ништо филозофски да мери некој туку ја гледаш црната гранитна плочка и застанува дотаму. Пола маса да ти излезена и двете столици да се надвор и да кажуваш дека некој оди против угостителите, а ти знаеш обврските, е многу неблагодарно. Тоа е едната страна. То не го збораме и не е тема на оваа дискусија и се извинувам што паднав со тоа. Меѓутоа, ако зборуваме за законски да имаме основа, меѓутоа треба да најдеме и други решенија. Не можеме ние со таква одлука носење да ве задолжиме економски толку многу за да го најдеме правото решение. Да, за мене е вистина тоа право решение. Ниту на фасадата, Марко е во право. Ништо нема да се оштети. Марко е во право, 4 столбови не мора да се фиксирани. Извини. Дури може да се повлекват тие по Значи, потреба. Ама да не правиме дополнителни трошоци. Нема врска, Ани. И сами телескопски. И на средина. Тоа може да биде или биоклиматик покривање или собирање на овие сега. Најтранспарентно, најминимално, минималистички. И Дејан сам рече. Тоа можеш да го крениш и да го преместиш на друго место. Тоа е како маса да носиш и креваш само што повисоко. Така. И самиот Дејан рече дека имаме 5 години да се адаптираме, финансиски ќе се адаптираме сите, меѓутоа тоа да е трајно и убаво и трајно решение. И тоа економски. е правото решение. Тогаш законски сме покриени. Да се задолжат на фасадите. Вентилацијата целото да влизи, да биде покриено максимално со вентилација.
Меѓу се заградва целото? И ќе се одградва и ќе се заградва. Не, не сме да се заградва. Проблемет- Тоа е спротивно на законот. проблем е и Така то. да расчистиме Мислам, законот, некој што кажавме во тој дел. Крај нас е тоа опасност. Значи, исто е, проблем беше просторот кој се заградува. Просторот беше премногу голем, значи беше дефинирана црната линија, црната плочка, тој простор е премногу голем за широк сокак. Мислам на начинот што е зарежено. Значи така не се губи просторот на широк сокак. Во просек идат од прилика по некој 3,5 метри, негде Тоа во е- зависност од секој тоа е локал, за широк некои сокак локали имаат премногу. многу мали, да, во однос на улица што 11 метри е голема дистанца, меѓутоа за тоа истото претходно го разговаравме. На други дека места, во други градови, како што спореди, пропорционално, ани. Значи, негде може да се дозволи 5-6 метри. Овде тој простор е преголем. Знам дека општината тој простор го има одредено за издавање, меѓутоа тој простор, ако се загради целиот, тој е преголем. Зборува за ако се пуштат вака, тогаш зафаќа поголем простор. Тој вика дека ако се пушта треба помалце отколку што се масите и столиците. Значи некои ќе останат надвор. Што сакаш да го кажеш? Тоа го кажува Зора. Иначе ако се затвори тоа Не, ама и ова кој го вели Марко, може да го унифицираме, тоа може да биде со одредена димензија. Па до одредена ние не... Во секој случај, Некој од тие тенди трпи крак на пуштање и прибирање во однос на зимско и летно време. Технички зборувам, техничките можности на тие Затварање јас го предпоставив биоклиматик да биде стаклена куцка што најтранспарентно иначе. Значи тие Значи, ќе не- бидат практично објекти на широк сокак, така? Во Да, право сум. што би функционирале само 3 месеци во зима. Останатиот дел ќе бидат отворени тераси. Меѓутоа ќе се собират. И после нема да има тенди, ништо. Не, тенди, горе би било тенда, збораме тој предниот дел. Ама сега пошто рековме дека тенда не смееме да имаме, Не, самата куцка би имало, да речам, тенда што би се кревала и спуштала. ама кога ќе се собери таа тенда, ова и Марко, таја Исто коцка, како Марко ролотендата. мисли како посебни коцки цели стаклени, значи како посебни објекти, тоа не сме име на широк сокак. Да, не Тоа е може да забрането имаме со објекти. закон. Друго на е широк само сокак за нигде над, не сме надскривање на масите, значи заштита од сонце. Во А ред, друго е заштита од стаклена. сонце. Меѓутоа, кога ќе се стават тие 4, странично никакви паравани да нема, ништо да нема. Значи странично тие си имаат определено странично имаме до 1,5 паравани за заштита од ветер. тоа е дозволено согласно одлуките за минималните стандарди за поставување на урбана опрема. Оти закон за На Старо нашата град. територија сега, иначе Сега е дозволено до параваните метро од другата 80. страна се по правилник за урбанистичко планирање се оспорени заради тоа што представуваат бариера истите. Сега не знам точно кој, мислам дека имав член запишано нешто. Член 191 од правилникот за урбанистичко планирање најмногу не ги тангира тие точки кога ти вика дека е забрането поставување на било каква вертикална бариера на пешачки патеки. Тоа е регулатива за лица со пасивни, да, и тоа мора да се запази и со тежното движење. Знаеш, затоа и претходно кога се работеше ова програма, јас барав цело време да си има правник вклучен во истото кај што ќе може да се вклучат истите тие и да кажат да, согласно ова законска регулатива вие можете да правите ова, согласно ова не можете да правите ова. Во целиот период што ја склопувавме програмата, ги баравме сите тие законски регулативи и често кај нас се контрадикторни еден со друг закон. Кој е појак, кој е посилен, не знам јас тоа во однос на законите, меѓутоа во интерес на самото функционирање на програмата, затоа се оставивме вака и во однос на тоа што ги имаше предлозите, затоа идеше предлози за тие тенди. Сега испаѓа дека имаме покомплицирана ситуација со тендите, дека ние уствари воопшто не можеме така да ја поставуваме. Јас не мислам дека го разбирам уште тој предлог што го кажа Марко како се пушта типо, сметам се како архитект сепак сметам дека мора негде да е нештото фиксирано, дека или на фасада или на плочник мора да е фиксирано. Не знам како функционира тоа. Меѓутоа знаеш ако го има тој некаков предлог може да се реда, не знаеш дека јас ако не знам дека не може. Со тегот фиксирано за
Типот чадорите како се фиксираат со тежина Со тежина, да, тежински И така. сега овде на 4 страни кои ќе му се постави некаква тежина, тоа ќе стои. Да. Вака само од аспект на законите, пошто кога работиме ние, најак е закон за заштита на културно наследство. Значи дали работите план, дали урбанистички проект, ако управа ви рече дека тоа не сме, нагла има да се Значи ќе прашвате за објект за кој што не е заштитен и не знам како за нас, знај пошто стално се ќе ви рече во близина има заштитено добро и тие се условите. И вие ништо против тоа не можете, пошто имаме пробвано, кажам тоа од искуство. Ако законот за Староградско јадро вика дека не сме да се не зборам како само за настрешници, зборам за ова за затварање. Не можеме со ништо. Ете имаме пробвано, јас знам од урбанистичките документации, значи си имаме докажувано, расправано, се не можете вика тоа е законно и крај. Најак е, колку и да најак е, значи имаме проблеми и со нив. Дали законот за старо заштитено градско јадро функционира на ниво на цела држава? Треба да функционира тука. А зошто во Скопје имаме перголи? Значи јас кажам Тамо нема перголи. Ресторанот На Македонија, улица Македонија, што беше рибниот ресторан, има 300-400 квадратни метри со алуминиум направено. А вака да ви кажам, и Јас- овде е Само- затворено кај кафе. Е на собствено земјиште, не е на јавна површина. Ани- Разлика мора да има. Рибниот ресторан во Охрид, во сам центар. Да, ама во сам центар и кафе, меѓутоа јас не ги знам имотоправните Рибниот односи. во ЮНЕСКО заштитен град, целен со алуминиумот. Тоа е дивоградба. Значи, ти како кажеш, Јасно е дека дивоградба се гледа. Извинете, уште ова би сакал да го нагласам да сме јасни. Мислам, она што е наше барање. Кафетериите моментално кои што функционираме на широк сок, за кои што е темава, ние работиме и лето и зима само во терасите. Дуканите ги користиме, не знам, простор кој што само шанкот ни е внатре и вецето. Значи луѓето стекнаа таква навика кај што и затоа ве молиме да имате предвид затоа што нас ни се потребни и во лете и во зиме терасите да се соодветни направени за сенка и за пушење за муштериите со цел да функционираме. Значи тоа го бараме. Следен проблем, на многу места, например, зема Марио пример, Парис, јас ви кажувам, пример Виена и во тие настрешници на сред Кертне штрасе не е дозволено пушење. Нема пушење. Различни држави, различни регулативи. Јадеме јас и тија не да пушиме, кажи ми. Ама, извини, На Габи каменот овде само да знаете, се чуде шего на рончето, се има заборавено, така да знаете тука. А го обара тука. Значи вака, тенденцијата беше не секој да сам носи одлуки за изглед и за димензии. Ние со ова програма требаше да пропишиме максимални или минимални услови за поставување на урбана опрема. Цело време беше тенденција дека сите елементи кои се предвидени како урбана опрема треба да бидат креирани или дизајнирани со еден конкурс за нивно унифицирање и многу е неблагодарно во овие минимално технички услови за поставување на урбана опрема ние да бараме од изготвителите да дава детали на поставената урбана опрема. Ова програма треба да даде насоки, да даде време на прилагодување и да даде можност за, да речам, решавање по пат на конкурс. Значи, пред година дена, мислам дека овде имаше прилика, беше дојден еден советник од Словенија, од Лјубљана, и ни ја кажа колка е нивната програма за урбана опрема и како тие понатака ги развиваа конкурсите за сите елементи. Тоа не може да биде наеднаш. Имавме овде дискусии со представникот Венцо од општина. Значи, сега општина Битола треба да распиши конкурс, например, за поставување на урбана опрема во касарната.
елементите кои се предвидени микролокацијски со оваа програма, со минималните технички услови и законски можности за нивно поставување, да се услов за распишување на конкурс за креирање и дизајнирање на урбаната опрема. Многу е неблагодарно и преобемно е за овие луѓе овде кои вложиле толков труд да влегуваат во такви ситници детали. Според мене, мислам дека во оваа програма треба да седи на таја и таја улица, без разлика каде е, дали е на Широксокак, Стара Чаршија, во касарната или каде било, може да се постави на површина Осовински, например, од 2,25 лево, 2,25 десно, простор за седење кој може да биде надскриен со настрешница, тип на настрешница кој ќе биде дефиниран со конкурс, кој ќе нема да биде поврзан на фасади или на под, да некој понуди решение, а не луѓето овде да ги ставаме во ваква положба да разработуваат детали на урбана опрема. Само ова што рече за касарната, значи ние нашиот интерес е само во делот на споменичката целина Староградско јадро. Ова другото, значи таму можат да се далеку послободни и креативни решенија, таму не во тој дел, значи тие се значи нови современи објекти, тука нема ништо, значи не се. Тоа е старото градско јадро. Меѓутоа ние креираме таму нови услови за живот кој ден може би Да. Добро, не, мислев направиме нешто за во урбаната опрема, значи не, значи еден дел кој што ќе биде за споменичката целина, Староградско јадро со одредени ограничувања, а останатиот дел значи далеку послободен. Да. Ние, значи, во нашиот дел овде, еве јас тоа ќе речем, беше забрането поставување на билборди, па се уште ги има во Староградско јадро. Се уште е забрането. Надвор од споменичката целина не е никаков реклами, проблем. сите тие работи. Мислам. Меѓутоа уште ги има, да. Ани, тоа што кажа, ние дискутиравме тука и по примерот на Лјубљаната има каталог, така да тоа се додефинира, така го кажа како пример, во кои зони како шо и да биде на конкурс, архитектонски конкурс. И за тоа ќе треба време, не може тоа утре, али за да биде како конкурс. И од кај што кога ќе треба да се поставуваат клупи, се зема како тип од самиот конкурс кој што се избран или било кој елемент на урбана опрема остана. Да, нормално дека тие ќе бидат клупи, дефинирани со граничници, појма не. со конкурс дека ќе бидат дефинирани така се пишани цела комунална опрема. Како забелешка. Да. Тоа ќе биде дефинирано со конкурс. Ние даваме минимални технички услови и време на прилагодување, затоа што, например, да тргнеме законот за Староградско јадро. Облигациите ги применуваме. Меѓутоа, другите одредби, кои беа стрикно определени со време, ние не ги исполнивме. Ние не исполнивме нови детални планови на територија на Староградско јадро и тоа беше облигација. Меѓутоа, облигациите за граѓаните за Староградско јадро важат, а облигациите на институциите, општината и државата за спроведување на законот за Староградско јадро не важат. Механизам за казнување на граѓаните за спроведување на одредбите на Староградско јадро имаме, а механизам за казнување на институциите кои не постапуваат по одредбите од Староградско јадро немаме. Музеот имаше обврска да изготви план за управување со Староградско јадро, во кој ќе беа дефинирани доста. Значи какви што се сега поставени, дали ролотен да се откловер механизам, дали електрична собирање електрична, треба да напишеме во новиот план и програма кој ќе ги префатиме сега. Луѓето поставија што поставија, тие електрични се низ цел Широксокак. Па ние по 2, по 3, по 5 години кој ќе направиме нешто кој конкурси или било што како да изгледат, сега тие ги наместија, тие се не знам колку 20.000 евра една тенда. Што да му правиме, да му и турниме на луѓето? Така? Ама не ни зборам да ги турниме. Јас зборам да има минимални услови. Така. Висина 2,20, 2,50 од земја.
на задниот дел. Тие ги запазуваат, мислам дека се тие во Не се ред. запазени. Негде се за Мислината негде се е запазени негде, не се. да, Треба висината да треба да е 3,20. Треба да најчесто пресечиме, сега да не се влечиме многу долго, до формирање на некоја комисија. Така? Да. Оти ако ги фаќаме тие Ако- на фасада, не можеме да запазваме минимални Ако- или максимални. Пошто не знаеме кај ни е носив, кај можеме да ја зафатиме, може и некој ќе ни дојде пониско, некој повисоко. Да, како можеме и каде можеме и дали можеме воопшто да се поставува или не поставува. Ако не рече музеот со столбови покрај фасада, па тогаш да се изготви некој друг предлог. Со столбови покрај фасада. Дали столбовите ќе се фаќат во плочките или Тоа ќе е се Марко проектна Детален програма, тоа е проектна програма за изготвување на проект за Во ред, поставување. ама треба да ги дефинираме ние. Оти, например, сега ние ако ги дефинираме ролотенди ние не смееме да поставуваме. А ние Дали не ти- дефинираме ништо, затоа да, сега не, не. треба да дефинираме димензии само. Јасно. Да, согласно како што гледам, што се одвива разговорот, ние ќе може да речеме како што беше и досега во истата одлука, дека на широк сокак може да се поставуваат тенди на стрешници и на целата територија на општина Битола може да се поставуваат тенди на стрешници и чадери. И задолжување. не, Се задолжува на стрешници на широк општина сокак. Битола во рок од толку и толку период. Перголо е истиот Така. систем, зависи како ќе нарекуваш. Едното според мене тенда е нештото што вери конструкцијата, на А друго е стрешница. на стубој. Не, на стрешница истото може да е конзолна на стрешница. Сепак е што има фиксен дел од конструкцијата. Така да ја сметам дека не може да се совлада овој предлог за да имаме унифицирање на истите, дека тој треба да биде во предлог во понатамошно разгледување, односно откако ќе се произнеси Управата за заштита на културното наследство по Меѓутоа, однос на оваа точка. тоа јас би сакала да влези во некоја од паметно прво одредбите. да ни дадат насоки, па после ние да го разговараме. Ќе те, значи ќе упатат кај нас, Марко, значи зато ќе упатат кај нас. Не предпоставувам дека ние можеме да со изготвувачите на планската програма, ако сакате да организираме ние состанок со вас како институција и да се договорат ова и да се договорат начини како да целата ситуација што имаме да се разреши. Што е практично законските, да не бидете вие ставени во некој цајтнот дека не можете да го спроведите она што се планирано. Може и така. Бидејќи Мислам дека ние можеме најдекот. ние законски треба да ја испратиме програмата во управата и управата да разгледа да ни каже. Управата да разгледа. А ние немаме основа да побараме управата и управата нас нешто да ни каже, не. Управата ќе се произнеси после нашиот издаден извештај. После давање на програмата, после Значи по оваа точка кажавме дека ќе ги оставиме минималните технички параметри. Значи површини се. Да, меѓутоа не сум правник и не знам, би сакала да стои одредба дека согласно овие технички параметри и условите кои ќе се добијат од завод и музеј, да се изработи техничко решение со можност за унифицирање на тендите, и начинот на поврзување. кое ќе биде дадено на јавен конкурс и ќе биде одобрено од страна на Совет општина Битола, што знам. Може и како да побара општината издавање на заштитно-конзерваторски услуги. Ова прашање. Даде. Како може? И тоа е Може веќе конкретизирање. Да. Преконкретизираме во една општа програма која општа е 450 страни. Да се држиме до законот и на пример програма од 1400 страни. Во општите одредби не може да се напише дека се ово ќе биде предмет на конкурс. Па, во таа смисла де. Да, тоа ќе го има. Еве го. Да. Па може ќе се изнајде начин на субвенционирање. Така. Да, ете Може така. да ги прифатили во те. во случај значи планерите, планската програма што ќе биде, ако
управата издаде решение за издавање на заштитно конзерваторски услови, веќе ќе си имаме некои смерници, то ќе биде и подкрепа која ќе се однесе планот за планската програма за да добие конзерваторско одобрение. Одобрение, мислам дека за сега во законот е само одобрение по однос на планската програма. Не. Одобрение за програма дали издава одобрение. Нејасно е. Сега со новите законски измени се надеваме дека ќе се преформулира одобрение, не конзерваторско, него одобрение. Добро. Во наредната мислам дека може да преминиме на наредната точка. Имавме забелешка за вертикалниот дел на киосците да е 3,5 метри, во чии рамки ќе биде поставен и рекламниот надпис од 0,5 метри. Дали истата висина треба да се коригира? Односно истото се намали или да се напише дека максималната висина на киосците ќе биде до 3,5 метри? За киосците дали да одиме со максимална висина до Слеме или до Венец, да речеме на таков начин? Ова е висина, за киоско крајна висина. крајна висина. Јас мислам дека може Крајна да висина, се крајна нема тие. И тие пак треба да се и на конкурс даени, како што беа унифицирани, да. Не времени, времени е друго. Времени е друга програма. Времени се големите објекти. Има. Друга програма. Значи мислам дека може во записник да заведеме дека крајната висина треба да максималната висина треба да биде до 3,5 метри. Максимална висина. Што ќе колку е високо овој што е за сувенири кај вас, колку е максимум високо? Тоа е веќе не треба да биде над него, тоа е 3 метра сигурно. Максимално. Меѓутоа тоа е вон рамките на старото градско јадро, киоско. Мора За сувенири да, паркингот. Спротива е добро. Знае Тој во сигурно контекст Тие, ама не висината. Дека да сами да можеме. Не, како висина зборам. Таа висина што му е крајната, сосема е доволна да е крајна за дека е киоск. Да. Препулици. Така. Значи, Зоран, покрај тоа што си представник од музеот, ти си наш колега, ние овде збораме за СЕГДЕ и кога ги одредваме параметрите, добро е да учествуваш како наш колега за СЕГДЕ во градот. Не само одредби за во. Па исто и ова ќе треба да биде опфатено со заштитно конзерваторски услови. И позициите ќе мора да бидат јасно одредени. Затоа најдобро да си одржиме ние состаноци со планерите, да дефинираме. Мислам дека веќе нуж допуска дојде на времето и тие состаноци треба да бидат денес попладни. Ограничување некое, мислам, од и временски, не. Ќе мора да се помене да се донесе едно решение како што треба. Мислам, да за биде подкрепено. Биде се во интерес на времето. Оние забелешки кои денес ги усвоиме, Дејан и Мила да ги имплементираат во својата програма и званично да го достават до вас и така да се одвиваат состаноците. А е некој проблем ако претходно ги Да, тоа ќе мора да биде многу брзо. Да, ќе имаме одредено време дури да се вметнат сите овие измени од некои 2 недели, така да во меѓувреме Добро, мислам дека за ќе може 2 недели. Мислам не за 2 недели, веќе би можели и во текот на ова недела и во другата да се види некако. Кај нас да се дојде уште еднаш, еве Дејан би дошол. И Дејан и киоско да се вметни во конкурс. И киоск да се вметни во конкурс. Да. Од и на времето имаше во бивша Југославија и тој беше супер. И модуларно доградби, надградби, не беше за во старо. Да, и фасада. Ама и стварно и Да, уште се тие имаме следно за петтата точка ќе ни биде потребно дефинирање исто и на последниот состанок разговаравме, дефинирање на најмалото растојание од Кејскиот зид или максималното растојание од безистенот према Кејскиот зид за поставување на урбана опрема на таа локација. Претходно мислам дека имавме предложено 3 метри од Кејскиот зид, меѓутоа имаме проблем со дрворед таму постоечки, така да имаше и предлози за сите да имаат ист третман, сите угостители од таа страна, тоа да се постави едно растојание од паралелно со зидот на безистенот,
кој што ќе се одлучи максимално, и така ќе се совлада таа Може, сега по регулатива кај нас мора да има од долу, од дрвото, значи тие 165 ако се или било која слободна површина не сме да зафаќа ни самото ограничување на дрвото кај корените. Значи тоа мора да е слободно. Сега треба да го земите тоа предвид. Од граничникот треба да почне слободната површина. Сега како е во димензите не знам, ќе ви Во однос на тоа што ја уразмерив истата таа подлога, доколку дозволиме таму да има максимална површина од 4 метри за поставување на урбана опрема покрај безистенот паралелно, тогаш минималното растојание до кејскиот зид би бил 2,6 метри. Тоа е најдалечното, доколку гледаме во општиот дел да може таму да се поставува 2 или 3 реда маси, тогаш би било, не знам, 3 реда маси, нема можност. Да, само 2 метри. Тие 2 метри и нешто кои ги споменува Дејан е дрворедот. Значи, да. То реално не е патека за движење. Не. Значи, дрворедот и долниот граничник треба да се надвор од слободната површина. Од граничникот 1,65 м. Од граничникот на... Од граничникот 1,65 м најрационално решение. Па колку горе ќе има маси, толку 5, овде долу 2, ако дава просторот, тоа е тоа. Да. Не знам, сега тоа некако да дефинират тие ја гледат состојбата на лицемејство. Мора да има слободна површина во некоја точка од 165. Може ова да го проверите, Ден, така? Да, најмалата површина ќе биде до 165, истата таа ќе се дефинира согласно подмерките замени на лице место, на зидот од... на кејскиот зид. Добро. Да. Од дрвото 165, ние ќе се потрудиме да истата таа димензија ја добиеме на лице место, 1,65 м. Од едната страна ќе видиме колку ќе биде. Мислам се знае кај е најтесно, но може да ја видите тоа. Да. Следно? Наредната е за улица Рузвелтова. Таа имаме проблем, пешачкиот дел, односно пред поштата. За поставувањето на урбана опрема имаме проблем заради минималниот простор за пристап на возила за итната помош. Бидејќи таму на средината на истата улица имаме канделабри поставени, а од едната страна имаме клупи. Се ние ако дефинираме тоа од средина на улицата, ние да имаме 2,50, ние имаме непроводни 2,50, така да би требало ние од канделабрите да имаме 2,50 минимум, што од една страна би било да едните објекти спротивно на поштата ќе имаат помала површина за поставување на урбана опрема, зашто од другата страна према поштата нема урбана опрема, има само еден локал. Пак треба истите правила, од некој граничник да имаш 1,65 м може слободна, не знам што да речем. Таму не може да влези интервентно возило. Значи во таа улица тешко дека ќе влези интервентно возило. Значи да оставиме само пешачка улица од 1,65 м во... Мислам дека не може да влези нигде заради канделабрите, од тие. Да. Мислам дека не може, не знам сега. И затоа треба пред стоковата тука да е слободно за да може овде да застане возило. И од ова страна се несреќно решение. Да, затоа е па тоа, не мислам дека нема, треба да има влез за да се застани со интервентно пред стоковата и да се влези докај што може. Да. Сега е моментално сегде затворено и е лошо. Затоа беше и тој предлог за да се размисли. Иначе кајва се дефинирана точно слободна проводна површина и се знае другите од граничници или од некоја друга урбана опрема колку треба да е оддалечена. Сега во таа точка доколку дефинираме која би била, бидејќи мислам дека беше во некој од измените на претходната програма. Тоа беше принудно и тоа беше за неколку месеци. Тоа после така да тоа не е валидно, тоа имаме потреба да го регулираме или да оставиме таа површина да биде со општите норми. Да. Меѓутоа денес тие се сликари, утре може да биде и... Може и со општи норми, ако е 1,65 м од граничник на дрво од тие работи, може и со општи норми спрема мене. Битно е да помине и да има слободен простор за лице со инвалидитет. Ама таму не може да се предвиди урбана опрема само кај што се клупите?
Не зборам за тоа, А, за проводност. за проводност, иначе... Конкретно е локалот Манаките. Молам? Кој садеше Така Манаки. беше. Да. Ресторан, како е? Са во тој дел, доколку го регулираме ние како што е регулиран широк сокак или Ќе мора или да старата биде чаршија, то ни е залудно бидејќи на средина на улицата ние имаме канделабри. Па таму да се Каналот е регулира, така, немаме да се никаква предвиди проводност. само од едната страна. Да, тоа би било Точнije, може подобро. од Да, канделабрите од едната треба страна другата се страна предвиди, се- например, од страната на Манаки, поштата нема да користи никогаш урбана опрема, овде кога би се направил некој шкафич, од кај страна сликарите, поштата да ќе го се извади од другата страна маси и готово. Ова да си биде слободно место и готово, да нема предвидување, тоа е единствено пешачко или не знам како да се пристапи. Са не може пред секој викенд да се предвидва се, тоа е реалноста, нема. Да ја дефинираме до клупите едноставно. Или да ги Од предвидиме објектите клупите до да ги клупите. поместиме. Да се во просторот, каже ги имаме метро 25 од осовина и од другата страна и се заврши. Како норматив е пешачкото движење, тоа да е слободно. Иначе таму интервентни не можете. Да застанат треба да се ослободи пред и можно е па да има и хидрант таму, не знам. Али имаш пристап од една и од друга страна за интервентно, мислам дека таму. И од кај поштата и од кај стоковата. Овде треба за пешачкото движење, за пешачкото движење. И таа канавката мора да е слободна, над неа да нема ништо. Да, Затоа значи, може и треба колку треба слободно пешачко движење. Не може, тука не може да влезе. А од друга страна, редно и на другите да му се даде можност, денес се сликари, утре може да се нешто друго. Ама нека си од другата страна нека види. Нема простор од двете страни, мислам. Ако за нема кафичи. простор, дефинирајте да има слободно Дали може, движење само. да, јас мислам да влезе во записник еднострано, од Еднострано, објектите, да од сликарите до клупите, пешачка зона и толку. И од со средината. минимална проводна површина од 2,75. Немаме вас. Немаш толку простор. Мислам дека ги Нема има. 2,75, нема нешто. Не? Пак треба кај нив кој што да остеш, може нешто ќе извадат некоја табла, некој простор мораш да му остеш за нив, затоа што може ќе извадат некој рекламен материјал. 1,65 м пешачка. Да, 1,65 м може да е пешачка. Али исто да се види од канавката да е слободно, значи од другата страна да се дај барем некој 50 сантиметри, не е слободно да се гуши. Ова столбот е над самата канавка. Како заклучок, како би го дефинирале ова за во еден записник да може да влезе? Таму беа. Во овој момент се таму и така да мора да го прифатиме тоа како што е. Ако имаме Ај пробајте што значи нацрташ или 1,20 м од лево од десно, видете што би се добило. Значи, не може ни да се ограничи, не може ни да се забрани. 3,90 на осовина и 3,90 Да. 8 метра помалку од 8 метра цела улица е широка. да, Не знам колку. ако ние од средината 3,90 овозможиме минимум 2,50, доколку треба за И вака за не помош ќе или може, било и што. вака мислам не можат да влезат. Видете, сега збораме на памет, тоа треба да се види на хартија. Мислам дека ние имаме некои подлоги, може да ви дајме и да се види. Јас нешто што мислам дека у размери, Подлоги имаме Дејан, може да ти дајме геореференцирани. така би Во било ДВГ, подобро, да, во доколку ДВГ. ги има па да може да го дефинираме тоа да имаме минимален. Јас би рекол сепак дека за ова локација треба ние да дозволиме минимум 2,50 да има слободен простор, за ете и да не е возило на противпожарната единица, да е брза помош, би требало да може да помине во тој дел. Сепак не е мало растојание од некои 200 метри да треба да се носи човек на носилна листа. Така да ако може да го дефинираме како Подлоги 2,50 ние имаме минимум баш за да таму има. геореференцирани, така да може после Да. најубаво ќе се види колкав Да. е просторот. Добро. Наредната Записник 2,50. Па јас мислам дека треба во записник да влезе таму да може да имаме 2,50 слободен простор. Добро, ама ќе има и снимката, така? Да се? Да. Ќе има и снимката. Добро. Имавме забелешка за позициите за тезги и трицикли од десната страна на градското шетелиште да се отстранат поради користење на велосипедската патека.
Јас сметам дека тие позиции треба да се отстранат, дека велосипедската патека се користи и покај што некој не ја прифаќа, меѓутоа се користи. Та истата мислам дека треба да се отстранат. Тука и точно да се мислам реално во програмата е точно дефинирано што е трицикл, а што е времен објект во истата ситуација. Таме дека истите што во моментот кога не работат не треба да се позиционирани на ни тезги, ни трицикли, не треба да бидат на позицијата доколку не работат во моментот. Така да треба да си, можеби ако се потешки за движење, да се изнајмат паркинг простор во спортската сала и да користат тоа истото. Таму мислам дека доколку сите се согласуваме, може да се запише дека треба да се отстранат локациите за поставување нова од десната страна покрај велосипедската патека. Функционира, таа е таму, велосипедската е по сообраќајен проект. Така е. Дали му е местото добро на велосипедската на шеталиште, јас не знам дека многу стрикно решение не е тоа. По сообраќајен проект одобрен постои. Ако е забрането на широк сокак да се вози точак, тротинети било што, забрането треба да биде и таму да се вози. Оди тоа е наменето за пешаци. Треба да му најдеме покрај ракометно за велосипеди, па надолу нека возат луѓе. Моментално има одобрен сообраќајен проект. Сега освен ако општината нешто се изјасни поинаку, инаку ние... Затоа што на одобрен сообраќајен проект да поставуваш фиксна урбана опрема. Тие се настрана од велосипедската, ама ти кога ќе застанеш пред нив си на велосипедската. Знаеш, тука малце... Единствено тие тезгите можеме да ги поместиме према паркингот, во тој дел до оградата на паркингот. Пешачка патека и тактилна има. После пешачка, има после пешачка. Не, тактилна има. Тактилна има таму патека, затоа не може да, тактилна има. Скроз така е. Нека си бидат од едната страна, нека му се дај парцела од едната страна да се префрлат таму. Таа треба покрај ракометно надолу бициклистичка да доди. Не е местото таму. Во овој момент не е така поставена, дури тоа не се измени на друг начин сообраќајно решение. Самите трафики не смет маси да имат. Тие се шалтер систем. Цел тој дел таму е див. Значи не знам зашто провокација. Милион проблеми. Го има во план и програма. Не сме ни една маса да има шалтер систем. Го има во план и програма како тараса постои. Постои предвиден во старата. Ако направиме во новата да го нема, ќе направиме дека нема, така. Ецинја нема веќе. Ќе има. Како може да има маса столица кога нема ецинја? Добро, на последната точка што е ни се за воопштите услови за поставување, бидејќи немаме можност за уште една точка во оваа програма. Да се даде препорака за поставување на стреи со фотоволтаици над јавните паркинзи во идна разработка на програмата. Тоа беше на предлог од Зоран Исото, те молам и поќе образложи го да може и поќе да слушнат колегите тука. Паркинзи градски што се во градот поставени на површина на РМ, како што е кај спортската сала, пред стадионот и други такви целини кај што се, да се направат настрешници со соларни панели голе, фотоволтаици. И да се возможи исто и за напојување на електрични возила. Тие ги имаме изработено за електрични возила. Во однос на настрешниците, во секој случај, дали тие би се третирале како урбана опрема во оваа програма или би ги третирале како настрешница во функција на објект или на не знам на некој друг начин. Како значи вие сигурно имате поќе искуство во однос на паркинзите. Сегде на сите паркинг места. Настрешници, значи да се постават со соларни панели. И за заштита на возилата. Зборуваме и во Староградско јадро? Немаме такво во Староградско јадро. Збораме овде кај старата, што е старата автобуска? Да. Имаме стара автобуска, имаме плоштад Гоце Делчев. Не, на Гоце Делчев не. Гоце Делчев, значи имаме детален урбанистички план кој што е усвоен за подземен паркинг таму. И тој простор да се мислам тоа биде најсреќното решение за сите, ама Оти ние во центарот, во мислам центарот, еве кај Сатот и другиот е Гоце Делчев, ние имаме паркинг. Јас мислам дека Ние предлагавме и кај Сатот, ако не знам ако сте запознаени со тоа, исто и тука пешачката зона Маршал Тито да промени преку мостот и со спуштање на улицата од кај свеќарите, од кај судот, долу да излезе кај таксистите. И овде горе да се надоврзи на мостот да се спојат заедно со безистена.
знам дали го има. Јас не сум сигурна за Тоа е Молам, за кое? За настрешниците? Извинете. Дали настрешниците би ги третирале како урбана опрема или би ги третирале како помошни објекти во функција на објект? Во законот се регулирани како Било како. Мислам, Настрешница тоа може во функција на објект да се. Да, дали Било како. нивното место му е во Ама во кој урбаната. во функција на кој објект? било како. На куќарката за чувар. А исто ке старата автобуска ние сакавме да се разгледа, значи долу под паркинзите има подземен простор кој што беше намен за скривници. Дали тој простор би можел да профункционира место да ги имаме возилата на горе, во тој дел да се спушта долу? Мислам, така го разгледавме тоа, затоа да сепак и тој во центарот на градот. Значи глупо во центарот на градот да имате паркинзи. Ама тоа е како скривницата. Кој ќе го преадаптира? Тоа се зидови одакви за Тоа е со бетонски ѕидови. Да, сигурно, меѓутоа да се види што секако е тој простов мртов, мислам. Во ред. Кајнаста плошта дрва и паркинзи и требу. Добро, дрвја треба да има, не треба коли да има. Ама корава требник, паркинг и дрва на јаса. А тука има негде во средата, естествено. Дрвја има сегде. Да. Мислам- Да не ги вклучуваме, заклучок од мену, да не ги вклучуваме на настрешници. Проверете, видите, мислам, видете ситуацијата. Ако Спомнати се и во закон за градење, како урбана опрема и како настрешници во функција на објект. Меѓутоа едните настрешници како урбана опрема се поќе како тенди и настрешници. Во тој смисол се не знам нешто би да не ги промашиме само. Мислам, збором е да не ги промашиме. Ако се настрешници во функција на објект, тогаш добро, ќе ги исклучи програмата. Ако случајно постои можност да се опфатат и општината да ја разгледа таа можност, независно која политичка структура е, мислам тоа е за градот. Јас би ве замолила да таксативно да ги образложите и предлозите кои не се прифатени, зошто не се прифатени. Кој се збора со противпожарна со единиците на противпожарна заштита и за влезовите на широк сокак, исто да се види за кај треба граничници, кај не треба, да не некој влез им е потребен плюс за проводност. Да, или да бидат подвижни. Најдобро е да се подвижни, али економски му се поскапи. Скапи. И може треба да се даде препорака дека е најдобро да се подвижни, али дури Јас да се мислам наместат дека може треба општината некој други да реално постави. како граѓанин повеќе би регулирал, јас повторно би ја вратил на сила одлуката за пристап на возила на широк сокак и секој што сака да пристапува таму треба да се побара согласност од градоначалник, како што беше претходно, мислам со возила до максимум 2 тона. Да, та треба да. Во овој момент ние стигнавме да некако има да купи душек од комодита да се качи со комбето таму. Да, то не треба. То не треба, то треба да се казни. Не, пристапно за резиденти да не треба из интервентни само. 2 тона е обично дизел возило. Така да, со еден шофер. Мислам со еден патник. И за може- тоа би се повикал повторно на одлуката за тие сите пристапи, да. Главните пристапи од сите улици до широк сокак мора да бидат слободни во секој момент. Додека за страничните ќе предложиме да сите тие бариери по можност бидат подвижни. Да, така е најдобро. Меѓутоа знаете како е, ако се подвижни, тие ќе бидат целосно дислоцирани и повторно секој кој што ќе сака ќе може да се паркира своето возило на широк сокак и да не ја гради улицата, да мислам да не ја краси улицата. И сега не знам и за сегде кога ќе се поставува и урбана опрема од било каков тип, да се внимава да се остави простор за движење на лица со инвалидитет или потешкоти во движење. Значи, оти овде даваме општи услови. Значи, кога ќе се прате лаборатите, да се води сметка и за тоа.
нешто треба да допомнеме? Само да ги спомениме точките зашто не се прифатени. Во однос на предлозите што беа за поставување на маси и столици во однос на паркинг места. Јас знам дека тоа не се го има во примери низ светот, меѓутоа кај нас тоа е во согласно ова законска регулатива, ние најмалото растојание на кое што може да поставиме урбана опрема е 0,8 метри од рабникот на коловозот, така да не смееме да ја третираме паркинзите воопшто, мислам, уличните паркинзи да ја третираме како урбана опрема. Воедно и другите паркинзи кои што би биле, јас не би ги третирал како урбана опрема. Трајното поставување на вертикални елементи, паравани, столбови на јавна површина не можеме да го вметнеме, бидејќи истото е спротивно на член 191 од правилникот за урбанистичко планирање, кој вика при спроведување на урбанистичките планови задолжително се предвидува превладување и отстранување на сите постојни денивелации, препреки, објекти, инсталации и опрема што ја попречува или намалува пристапноста, направеноста на јавните пешачки простори и пристапот до градбите за јавни потреби на тротоарите. Согласно со овој член не можеме ние да му поставиме трајна бариера на ниедна пешачка патека. Затоа во овој момент ние не можеме да поставиме тие. Исто имаше пристапите за угостителските објекти за лица со попреченост. Тоа треба да е решено во рамките на објектот, не во рамките на јавната површина, бидејќи доколку го решаваме во јавната површина, од едната страна ние ќе имаме пристап до објектот за лица со попреченост, меѓутоа од другата страна ќе имаме бариера. Во тој смисол мислам дека не можеме тоа да се уште да дефинираме и воедно и со каталогот на производи. Каталог е многу силен збор кај нас, да речем, бидејќи мислам дека тој каталог би се прифатил како овие производи се кај нас најголем дел од работите одат на јавни набавки на кои што имат можност да се приклучат сите. Меѓутоа ние ако му доставиме каталог од клупа од металец, тоа значи дека само металец би можел да изработи таа клупа, никој друг. Нормално и ќе си ги има и авторските права. Во тој смисол мислам дека ние не сме подобро е да се задржиме на конкурсно решение, по чие конкурсно решение натаму ќе се изработат истата урбана опрема, доколку да поставиме некаков како каталог да дефинираме. Во глобала се што беше предложено, а има законска подкрепа, можеме да ја предвидиме, и се што беше предложено да се тргни, а има моментално законска регулатива, не можеме ние да отргнеме, нема никаква можност. Тоа е тоа барем од тие сите што ги раздајавме во меѓувреме. Да, имаме нешто дополнително надвор од овие кои беа дадени забелешки, сугестии на програмата? Некој друг нешто да додаде? Сите имавме можност да ја разгледаме програмата, имавме дадено рок за да се дадат сугестии, доставени беа во писмена форма, Дејан даде одговор на сите, дали имаме нешто дополнително. Затоа што мора да ја заклучиме оваа дискусија за да ја ослободиме програмата да се оди понатаму. Сега вака уште едно прашање. Се што е одлука на Совет прекинува со донесувањето на оваа програма, така? Тоа го имавме уште на првото. Да, тоа и на првиот заклучок беше дека со донесувањето, значи кога ќе стави предлог дека е вака, се она што е како одлука веќе прекинува да важи. Јас имам едно прашање, дали како е планирано ова тело да продолжи да работи во натаму или ова е само доколку да се донесе та истата програма и бидејќи ние имаме многу точки што би требало и натаму да се дефинираат. Овие точки што се со димензии со себе, јас мислам дека програмата е жива материја која што постојано се развива и има постојано нови потреби, нешто да се скрати, нешто да се додаде во секој делче, така да мислам дека доколку би можело, би имало одредени услови да ова тело да продолжи да функционира, да имаме комуникација сите засегнати страни, би било добро, бидејќи со ова програма нема да заврши секој проблем во градот. Значи тоа е далеко тоа дека ќе заврши, јас се надам дека само би било нештото да се подобри. Да. Проблемот со измените и дополнувањата на урбаната опрема беше согледан од страна на Советот и беше формирано оваа тело. Да. Јас можам да ви гарантирам дека ќе работи до октомври. После октомври, дали ќе работи телото,
Како ќе работи, нема да може да ви гарантирам. Меѓутоа, ако е добро воспоставена пракса, штета би било ваков тип на тело, координативно, да не продолжи. Само уште нешто. Можеме со одлука на совет, која ќе носиме овие заклучоци, ова координативно тело да има важност во наредните 4 години, бидејќи, како што каже, жива материја, во тој период ќе се менуваат програмата во зависност од потребите што ги имат, бидејќи ќе има континуитет, за да имат И како комисија за урбанизација. апсолутно, значи на секои 3 месеци да ги разгледуваат барањата и од секоја страна, дали од општината, дали од угостители, дали од граѓани, дали од фелата, ќе донесеме одлука на совет и тоа ќе биде во наредните, како ќе ги носиме програмата, ако се сеќавате сега вчера што несовме, за социјална заштита, ова ќе биде за урбана опрема во наредните 4 период со право на менување со телото кој е работело до сега нистото, бидејќи ќе знаат што се работело. Како и партиципативното Апсолутно, да. Може би политичкиот дел, советниците И да не биде било некои сите измени кои професионални, што ќе бидат ограничувачки за 3 месеци, за 5 месеци, за 6 месеци, така да ќе биде како ревидирање на ова и ќе бидат за цела една точка што ќе бидат на сила. Да нема такви измени како што имаше до сега. Значи они измени како што беа до сега не. Ќе спремиме со колегата Павлевски, ќе предложиме следното. Нешто друго? Може да завршиме со состанокот. Ви имате обврска да се видите пред да ги доставите со